Добар ден и добре дојдовте на уште едно видео на нашиот YouTube канал. Ова видео ќе биде уште едно во серијалот на кратки видеа со кои би сакале да ви прекажеме нешто повеќе за Германија. Во ова видео ќе се задржиме малку повеќе на здравието, здравствениот систем и на осигурувањата во Германија, кои се задолжителни, кои се доброволни и зашто служат. Да започнеме. Најпрво, што да направите во случај на болест? За полесни болести, како што се настенка или главоболка, лекови може да купите од аптека без рецепт, но за голем број на лекарства, за да можете да ги купите, потребен ви е рецепт. Исто како и во Македонија, за да добиете рецепт, мора да појдете на лекар. Со рецепт може да го подигнете потребниот лек од аптека и да платите само дел од цената. Нормално работно време на аптеките е од понеделник до петок од 8 до 18:30 часот и во сабота до 13 часот. Во поголемите градови некои аптеки се отворени до 20 часот. Исто така има и дежурна аптека за викендите. Посета на лекар. Доколку сакате да појдете на лекар, мора претходно да закажете термин кај матичен лекар Allgemein Arzt. Исто важи и при болест на вашите деца, но закажувате термин кај педијатар. Исто како и во Македонија, може да одите на лекар од понеделник до петок. Сепак, постои медицинска услуга на повик и за викенд и во ноќта. Непишано правило за работа на лекарите во Германија е да тие во среда порано завршуваат со работа, тоест работат само до пладне. Кога посетувате лекар, потребно ви е картичка од вашето здравствено осигурување, здравствена картичка или Gesundheitskarte. Првиот пат кога ќе појдете на лекар, мора да го пополните прашалникот со вашите лични податоци и да дадете информации за вашите хронични болести. Откако ќе се најавите, почекајте во чекалната Wartezimmer додека не бидете повикани. Ова често трае само неколку минути, но понекогаш може да трае и до 1 час. Лекарот ќе одржи прелиминарен разговор со вас. Тука треба детално да ги опишете симптомите. Што ве боли, од кога ве боли, дали претходно сте имале оваа болка. По прелиминарниот разговор, лекарот ќе ве прегледа. Потоа тој поставува дијагноза. Не мора да плаќате за посета на лекар ако сте осигурани со законско здравствено осигурување. За дополнителни приватни услуги сами треба да платите. Вашиот лекар ќе ве посоветува за ова. За темата посета на лекар ќе имаме посебно видео во кое наш соработник ќе ви прикаже како би можело да изгледа една обична посета на лекар. Боледување и специјалисти. По прегледот, лекарот може да ве напише боледување и рецепт за лековите. Може да закажете термин за следниот преглед или лекарот ќе ве испрати кај специјалист зашто ќе добиете и упат. Специјалистот повторно ќе ве прегледа. Со цел да се спречат болестите, тоест да се спречи поболување или болеста рано да се открие, постојат и превентивни прегледи. Некои од тие прегледи ви следуваат со законското осигурување, за други пак ќе треба сами да се платите. За деца постојат така наречени U-прегледи, U-Untersuchungen, за да се следи нивниот развој. Постојат и вакцини против заразни болести како што се сипаници, голема кашлица или заушки. Од 35-та година од животот има прегледи за рано откривање на бубрежни кардиоваскуларни заболувања, диабетес и карцином. За жени има и прегледи за палпација на дојка. Во зависност од полот, возраста, болестите во семејството или во случај на бременност, постојат наменети тестови. Одредени вакцинации може да се препорачаат, особено за патувања, но и за живење во Германија. За ова треба повеќе да разговарате со вашиот матичен лекар. Поважни броеви за итни случаи. Сите броеви за итни случаи се бесплатни и може да се повикаат од кој било телефон, без пари или кредит. Полиција 110. Полицијата е одговорна за немедицински итни случаи, кривични дела и сериозни сообраќајни несреќи. Наведете во вашето име и каде се случило, што се случило, колку луѓе се погодени, какви повреди има. Одговорете на сите прашања што ќе ве прашаат полицајците. Противпожарна служба, служба за спасување. 112. 112 е бројот за опасни по живот ситуации како што се срцев удар, мозочен удар или сериозни несреќи. Ако се сомневате во сериозноста на повредата, не треба да се двоумите да повикате служби за итни случаи. Тоа може да спаси нечiji живот. Медицинска услуга на повик 116, 117. При итен случај може да контактирате со службата за брза помош Notdienst
за време на викендот или да одите директно до најблиската амбуланта за итни случаи, Notfall Praxis. Повеќето од овие амбуланти се дел од болниците и се отворени на вечер до 22 часот и на државните празници. Алтернативно, може да се јавите и на телефонскиот број 116117. Овој повик е бесплатен и достапен низ цела Германија. Тука ќе бидете упатени до лекар во вашата близина. Доколку е неопходна домашна посета, ќе биде организирана од централата каде што сте се јавиле. Број за пријавување на изгубен личен документ 116 Доколку сте ја изгубили или мислите дека некој ви ги украл, за да ја блокирате вашата картичка како и некои лични документи како лична карта, пасош, јавете се на овој број. Сега ќе кажеме нешто повеќе за осигурувањето во Германија. Исто како и во Македонија, постојат задолжителни осигурувања и доброволни осигурувања. Прво ќе кажеме нешто повеќе за задолжителното осигурување. Најважните задолжителни осигурувања се здравствено осигурување, пензијско осигурување и осигурување од невработеност. Здравственото осигурување плаќа кога одите на лекар и кога ви требаат лекови. Осигурувањето од невработеност ви дава пари во рок од една година, доколку вие го изгубите работното место и немате ново работно место. Исто и пензиското осигурување е задолжително. Доколку сте вработени кај некого, доколку вие не сте работодавечот, тогаш не мора сами да плаќате за здравствено и социјално осигурување. Вашиот работодавец ќе плати скоро половина од сумата. Доколку имате автомобил или мотор, потребно е исто така и автоосигурување. Автомобилското осигурување плаќа за поправка или дел од поправката доколку сте имале сообраќајна незгода. Доброволни осигурувања. Најважните доброволни осигурувања се осигурување од одговорност, осигурување на предмети во домаќинство и осигурување на живот. Доколку сте скршиле нешто на гости или на работа или во училиште, тогаш осигурувањето од одговорност плаќа за штетата. Осигурувањето за предметите во домаќинствата плаќа ако се расипат предмети во домот, например во случај на поплава во вашиот дом. Животното осигурување пак плаќа во случај вие да почините, тогаш децата ќе добијат пари како штета. Постојат многу други видови на осигурување. Например, приватното осигурување од несреќа плаќа за несреќа за време на вашето слободно време. Осигурување за правна заштита, за правна помош, например за адвокат. Исто така постои осигурување за заеми, патувања или животни. Но исто така има и многу измамници. Внимателно проверете при склучување на договорот за осигурување. Поважни зборови поврзани со оваа тематика. Der Allgemeinarzt. Лекар кај кого преводите. Ако општ лекар не може да помогне, тој ќе ви испрати кај специјалист. Arbeitgeber. Ова е, например, компанија. Таа е работодавач за вработените. Државата исто така може да биде работодавач, например, за наставниците. Доколку имате своја компанија, тогаш немате Arbeitgeber, вие сте си сам Arbeitgeber. Arbeitnehmer. Доколку работите во компанија, вие сте Arbeitnehmer. Arbeitsunfähigkeit. Неможност да продолжите да работите, например во случај на болест или после случај на несреќа. Krankenversicherung. Ова осигурување во Германија е задолжително. Здравствено осигурување обично ги плаќа трошоците за лекарот, болницата и за некои лекови. За лековите само мал дел плаќате сами. Ако заработувате многу малку, може да бидете осигурани со сопругата. Децата автоматски се осигуруваат кај своите родители. Krankmeldung. Доколку сте болни и не сте во можност да работите, ви треба боледување за работодавецот. Тоа го дава докторот и со тоа потврдува дека сте болни и не можете да работите. Децата исто така понекогаш треба да однесат Krankmeldung или боледување на училиште. Notdienst. Лекари и фармацевти кои работат за викенд и на вечер. Ако итно ви треба помош, овие лекари и фармацевти се тука за вас. Rentenversicherung. Во Германија луѓето обично работат додека не наполнат 67 години. После тоа тие се пензионираат. Додека не се пензионираат, луѓето плаќаат дел од својата плата во пензиското осигурување секој месец. Кога ќе се пензионирате, секој месец ќе добивате дел од претходната плата од пензиското осигурување. Вработените автоматски имаат пензиско осигурување. Трошоците за тоа ги споделувате со работодавецот.
Ако не сте вработен, може да направите приватно пензијско осигурување. Многу луѓе имаат законско пензијско осигурување од државата и плюс приватно пензијско осигурување. Социјалversicherung. Тоа се здравствено осигурување, пензијско осигурување, осигурување од несреќен случај и осигурување за долгорочна нега. Тоа беше се за ова видео. Се надеваме дека и ова видео ви се допадна и дека ќе ви се најде како корисно при вашето учење, особено при вашиот нов живот, нов почеток во Германија. Не заборавајте да кликнете лайк на видеото, да кликнете subscribe на нашиот канал и учете германски.